Ангус, која целиот свој живот го помина во училиштата, учејќи ги децата на правата, но за жал потисната култура, историја и филозофија на македонскиот народ. Овдека кај мене се книгите кои што се неизини напишани, кои што сака да им ги подари на ова телевизија која што е тука од Франција, за да можат уште подобро да го пренесат нашето наследство. Ако е тука, еве повели Ангелина. Македонски народе. Ни престои многу тешка борба, организирана од сите светски сили околу наоку, од сите комши, од сите нелуѓе, од сите непријатели, од тие што не заслужуваат да се нарекуваат човечки суштества, зашто тие се борат од Рим наваму. Римјаните тоа што ограбуваја, римјаните тоа што плячкаја, од тоа живееја и стотини години не плаќаја ни данок ништо. Јас се напишав Персеј, книгата, да се види таа ситуација која што продолжува. Па средновековието, јас бев кума во Смилковци во црквата и тамо убиени се на најсвиреп начин наши македонски матуранти и се убиваат на секаде каде ќе стигнат. Напишав 40 книги со анализа за Македонија, македонската култура, македонскиот јазик, се тоа. И во сите тие книги корените се на сите европски земји. Дали ќе се викаат друзи, кај шведците, дали ќе се викаат келти, дали ќе се викаат, сите тие го превзеле македонскиот ум, македонската култура. Ренесанса не е ништо друго, туку фалсификувана филозофијата, македонската филозофија на македонските школи, лицеум, симпозиум, тоа е гимназиум. И денеска научните институции го носат тоа име од тоа време. Тие се фалсификуваат, дури и раѓањето на Исус Христос го фалсификува и носија само и само да владеа на разни секти против Македонија, против христијанството, против науката и најновото. Сега Македонија е жртва на еден страшен заговор на муслиманството. Тој заговор трае со години, од овде подкрепуван. Тука муџихедини, тука вахабисти, тука нивни џамии, тука нивни школи, тука нивни тренинзи. Од овде ги предваѓаја терористите што 2001 година испод гореја децата живи во Карпалет, во Горице, секаде. Тие продолжуваат да ја уништуваат Македонија, македонскиот род, македонските млади луѓе. Многу е значено да се напомене дека денеска се истиснува христијанството и православието. Денеска треба на светот да му се каже дека на местото на раѓањето на светската култура од Македонија треба да дојди Мека и Медина и да владее со нови закони, со нов терор, со ново уништување на многу народи. Тоа ќе се случува додека не побараме и не најдеме вистинска сила и вистинска помош да се расчисти сета таја фама на нивните сили и на нивните злодела, кои што денеска секојдневно се случуваат. Не е тоа со интелигенцијата што е по испод затворија. Тие се фаталисти. И гледате како ги затворија точно на денот на задушница, како денешен ден. За да сите тие ожалостени од жртвите во 2001 година и натаму да не можат да запалат свеќа, да посетат, да одадат почест на своето семејство, на своите растурени фамилии. Тие користат секој празник на 2 август. Тие ги донесоја
сите оружја откарпала на базата америчка што се укотви се пресели од Европа, од Германија и другите земји, еве ја уште тука седи да им помага како да го сотрат македонскиот народ и македонската држава, како посегнаја и ги земаја институциите во полицијата, во собранието, во судовите, во социјалната, како ги прогонуваат, ги отпуштат во стотини луѓе, директори, научници, тие што се бореле за Македонија и тие се уште се борат, али треба да се сето ова да се интензивира во меѓународни организации, ако тие постојат за права, за закони, за човештво, за напредок, за науки. Ние сме тој конец кој што се влечи неколку илјади години за да го описменува човекот, да го култивира, да го хуманизира, а ни стојат илјади препреки, еве тука се околу нас, во сите установи. Ние ќе мора исламизацијата која што завзема се поголем терор, тоа не само во Македонија што се повторува, те војна во Куманово, те војна претходно 2001 година, па секојдневно малтретирање со установите, ја грабнале, тие се служат и со сите научни постигнувања. Тука е Шарпот, тие предизвикуваат земјотреси, тие предизвикуваат како